нашата Ивана ја имаме ние ова утро во живо, која што е тука со нас да сподели за една многу важна работа, а тоа е за улогата на татковците во поддржувањето на своите партнерки за време на најсензитивните денови и години додека е детенцето мало. Иванче, добро утро и драго ми е што ќе споделиме една ваква многу важна тема. Да, така, Сусе, добро утро до тебе и до сите гледачи кои што ова петочно утро го започнуваат сутринската програма на Алфа телевизија. Обично секој се зборува нели за мајките, за мајчинството, но ретко кога се вклучуваат татковците нели во улога на поддршка, па сите ние нели треба понекогаш да се запрашаме и да размислиме колку нашите партнери се наша поддршка во текот на нашата работа, кариера, но и за време на бременоста, па и после тоа за време на мајчинството. Токму за тоа за прв пат ќе се одржи на работилница за поддршката на мажите за жените. Работилница која што ќе се одржи на 6 јуни со почеток во 18 часот и ќе биде онлайн, така што за пријавувањето и за тоа што може да очекуваме од оваа работилница, ова утро ќе дознаеме од Данче Азманова Мирчевска, која што е организатор на оваа работилница, и од психологот Ивица Павлов, кој што секако нели ќе ја води оваа интерактивна работилница. Ќе ви посакам добро и убаво утро и на двајцата. Пред честитки еве за иницијативата нели да направите нешто поинакво. Секогаш зборуваме за мајките, за мајчинството, но некако не даваме многу значење тоа колку е важна улогата на таткото и на брачниот другар во време на мајчинството и бременоста. Како настана еве потребата за оваа работилница? Добро утро, Ивана. Да, баш така, бидејќи нели за нас мајките најголемиот извор на поддршка во бременоста и во првите години од родителувањето е токму таткото. И сега тука има некое застарено размислување дека таткото во овој период нема некоја значајна улога, што во 21 век воопшто не е точно, бидејќи таткото завзема еден огромен дел од тој колач. И сега како мајки ние постојано зборуваме дека нам ни треба поддршка во овој ранлив период. Меѓутоа, татковците тие и да сакат, тие може не знаат како да ни ја дадат, да ни ја прушат нам таа поддршка во овие времиња кога сме најисцрпени, кога ни е навистина хаотично. И токму затоа, како резултат на тоа, ние нели сакаме да бидеме слушнати, разбрани, да добиеме помош, поддршка. Меѓутоа, не знаеме тоа како да го искомуницираме со нашиот партнер и како резултат на тоа се ствара фрустрација, овде се влошуваат брачните односи, а многу често, за жал, статистички доаѓа и до развод. И токму ова е еден од како мотивите што не поттикна да ја креираме оваа интерактивна работилница. Така, Ивица, колку е важно мажите да даваат поддршката на своите брачни другари за време на бременоста, па и за време на мајчинството? Дефинитивно таткото како улога во самото семејство, единствен некој кој навистина знае, кој навистина може да пружи таква поддршка е таткото. Без таткото, тогаш мајките нема да бидат тоа што се и нема да бидат така функционални за да може да бидат нели со самото дете и самото дете да расте во едно, да има среќно детство. Исто како и мајката, како што потенцираше за статистичките бројки што ги добивме, распадите на браковите, што се случуваат во овој период, не натера малце да размислиме што е тоа што не достига на мајката, што е тоа што ние од наша страна може да направиме, како психолог може да направиме со цел да ја зголемиме значајноста на улогата на таткото во бракот и периодот во кој што мајката е трудна и во првата година од мајчинството. Данче, што предвидува работилницата, за кого се е наменета, како може да се пријават сите оние кои што сакаат да земат учество? Па, ова работилница е наменета за татковци, сегашни идни татковци, но исто така е наменета и за бремени жени и за сегашни мајки, бидејќи сметаме дека таа едукација треба да иде и во двата правци. Но ова работилница
работилница присутните ќе се стекнат со голем број на практични, многу корисни, притоа едноставни вештини и знаење кои што ќе може да ги применат во секојдневниот живот, и тоа почнувајќи од моментот кога се дознава дека жената е бремена, па се до крајот на првата година од родителувањето, бидејќи ние во план да има и втор дел за наредните неколку години, бидејќи има малку поинакви предизвици во текот на бременоста и првата година, и потоа има малце поинакви предизвици се до петата година, која што е најкритична за паровите, значи петата година од моментот кога имаат деца, и сметаме дека лек за тоа еден од начините како да се спаси таа комуникација во бракот, како и да се спаси брачната заедница, е токму таа едукација. Затоа ги поканувам сите сегашни и идни родители да ни се приклучат на 6 јуни во 18 часот на нашата онлайн работилница, а за начинот на пријавување наскоро ќе објавиме на нашите социјални мрежи. Љубица, како можат да се применат еве сите работи кои што ќе се научат, ќе се слушнат нови сознењата со кои што ќе се стекнат од работилницата, затоа што сепак нели ќе биде интерактивна работилница, нема да биде нели класично предавање. Така, тоа е точно. Сепак нашата улога во оваа работилница ќе биде зголемување на таа свест кај самите татковци, кои што низ вежбите што ќе ги работиме, низ советите што ќе ги споделуваме помеѓу себе, бидејќи самата работилница ќе биде интерактивна, ќе може да се запознаеме и со повеќе мислење од другите родители со цел тоа ниво на знаење да го подобриме, со што ја верувам дека они уште од другиот ден и од самата работилница веќе ќе почнат да применуваат некои техники, некои методи што сакаме да ги примениме за нели да бидат полесно да им биде на самите жени, а исто и они подобро да си го организираат времето. Така, Танче, колку ти добиваш поддршка еве од твојот брачен другар во текот на нели за текот на твојата работа, затоа што те гледаме дека си многу активно нели вклучена во неколку работи, но сепак имаш нели мало детенце, колку ти ја добиваш на поддршка која што е потребна? Па добивам огромна поддршка и само на тој начин јас можам да бидам успешна на повеќе полиња и како мајка и како професионалец, и да можам да работам и со мало неколку месечно бебе, но и со бебе што од 1 годинка. Затоа и сметам дека поддршката од партнерот е нешто клучно што би ни помогнало нас жените да успееме. Секако доколку нели го сакаме тоа. Обострана треба да биде поддршката секако. Така, ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успешна работилници, понатаму нели ве почесто да слушаме за вакви теми, да креирате вакви настани кои што и тоа како се од големо значење за денешницата, особено она што го споменавме дека буквално сите сме сведоци колку се зголемени сега разводите во ова време, така што очекуваме дека наскоро ќе има и втор дел. Благодариме, Ивана, за поканата, и баш ми е драго што вашата телевизија секојаш одвојува простор за вакви иницијативи што имаат прилично голем општествен импакт. Така, секојаш сме ние нели тука да зборуваме за семејството, за семејните вредности, како да се задржи нели семејството, да има една здрава заедница во која што ќе расте детето, но секако потребно е нели брачните другари да бидат среќни и исполнети буквално на секое поле, а секако нели кариерата и работата е она што никако не држи во живот, така што бидете дел од оваа работилница која што ќе се одржи на 6 јуни. Нема да ви одземе нели многу време, можете да ја слушате секако од вашиот дом, затоа што ќе биде онлайн, а навистина ќе научите многу нови работи за тоа како да давате поддршка на вашите брачни другари, онаму каде што нели секогаш е најпотребно. Одлична можност и благодарам многу, Ивана, поздрав